Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во сработка со фирмата Скопски легури од Скопје поставија демонстративен опит со тераграмин на оризово поле кај селото Чифлик. Опитот беше поставен на површина од 1 декар и до неа споредбена површина без аплициран тераграмин. Целта беше да се види влијанието на овој минерален подобрувач врз структурата на почвата и растот на растенијата. По правичната посета на поставување на опитот, стручни лица од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството констатираа дека има забележливи резултати од аплицирањето на производот. Синоќа во Чешиново беа презентирани резултатите од аплицирањето на тераграминот. При првата контрола, која беше извршена, беше забележено да оризот на третираната површина со тераграмин побрзо и поравномерно проникна во однос на нетретираните, каде што немаше никакво проникнување. Имаше проникнување али на плевели. Самото проникнато стебренце од 3 до 5 сантими беше во третираната парцела. Видно возбуден и радосен Горанчо вика што е ова, нема плевели. Треба да ги нема, не да ги има. Цела работа исто забележавме што водата во третираната парцела беше загреана, потопла. Следна контрола која беше правена беше на 17.7. И да се согледа да самата третирана парцела беше забележано дека во самиот оризот веќе беше во полн развој, имаше побујна маса, стеблото беше поставено поцрто. На мој обид да го прекршам механички, да го скршам, со отпор не се кршеше, така да немаше ни полегнување. Буквално ко федер се враќаше. Кај нетретираните парцели забележано и покрај интервенциите од страна на собственикот, да ги прихранува еднаш, 2 пати, буквално да ги потикне да растат, се уште се позабавен раст и развој, плевелите не успел да ги уништи, додека кај третираната воопшто никакви интервенции не правил, ни прихрана, ни прскање со хербицид. Мене највеќе ми остави впечаток баш токму тоа што плевелите беа видно намалени, значи цврстината на самите растенија и со самото тоа, значи немаше никаква потреба, значи скоро минимална потреба од употреба на прихрана. Значи во тај дел имаме големо заштедување, што е многу важно за земјоделците, за нивниот џеп, така кажано, нели по наше. И од друга страна, значи, зголемениот принос, сето тоа ни дава една целина да треба да се заинтересираме за овај производ малку повеќе, да дознаеме и да го пробаме. И другите земјоделци, значи, да пробат, да видат до какви резултати може да се дојде. Инаку тераграминот позитивно влијае врз физичко-механичките и водно-физичките својства на почвата. Ја подобрува нејзината структура, тоест водниот, воздушниот и топлотниот режим. Ја прави лесно растресита, со што станува полесна и поекономична за обработка. Со својата хидроскопност впива голема количина на влага, која што постепено ја испушта, а со тоа ја одржува влажноста на почвата по долго време. Инаку, овој производ се користи не само во оризопроизводството, туку и кај сите земјоделски култури, каде што неговата примена придонесува побрзо ртање на семето, поразвиен коренов систем, поголем број листови и подобра развиеност на расадот.